1 милион евра ќе влезат помалку во државниот буџет со намалените акцизи за увоз на овошје и зеленчук. Од друга страна, овие милион евра за граѓаните ќе значат пониски цени и заштита преку намалување на цените на овие артикли. Сметавме дека според некои првични проценки од тоа што го гледавме нема да достигне милион евра вкупниот фискален ефект за овие мерки, а во стопанството во нашата економија значително ќе влијае врз цените на овие производи. Министерот, како што изјави, утре очекува пратениците да ја изгласаат релокацијата на 4,5 милиарди денари буџетски пари, кои владата ги намени за најавениот 9-ти антикризен пакет мерки. На влада помина предлог одлуката за релокација на средства, која очекуваме утре на пленарна седница во собрание да се изгласа, затоа што заврши расправата во петокот. Имаме предвидено 4,5 милиарди денари што остануваат за антикризни мерки и тогаш најавивме со ова релокација, со ова одлука имаме предвидено повише потреби што се покажа во текот на овој период, како што се платите, пензиите. Помош ќе има и за стопанството, дополни Бесими. Една од тие мерки за поддршка на стопанството е и зелената обврзница која во износ од 10 милиони евра во минатата среда беше објавен проспектот и во оваа среда ќе има аукција каде што средствата ќе одат во Развојната банка во однос на поддршка на стопанството за обврски кредити за енергетска ефикасност. Слично ќе има и во однос на 100 милиони евра што се обезбедени од Европска инвестицијска банка која ќе стане оперативна во текот на годината, како и дополнителни 50 милиони евра за мали и средни предпријатија во однос за поддршка за зелена транзиција, но и поддршка на родова еднаквост, односно поддршка на жени предприемачи, така да во тој дел веќе се прават мерки и владата ќе излезе со конкретниот пакет на мерки за во наредниот период, каде што конкретно ќе се знаат кои мерки ќе бидат презентирани. Од 19 минатиот месец на сила е владината одлука за намалување на цените на над 100 прехранбени производи во диапазон од 10 до 40% со цел заштита на стандардот на граѓаните. Времената мерка ќе важи до 30 ноември годинава.